Човекот со късметот во шупливата цреша. Чита Александар Станојков. Еден сиромав човек многу го гонеше късметот свој. Кога ќе седнел со луѓе на муавет, се ќе речел преку друзите зборови и вака. Море, кога не ми работит късметот, како не ќе бидам сиромав? Велејќи се едно така, на късметот негов многу мака беше му било, за дека го безчествувал пред секого. Една ноќ беше му дошол на сон късметот на сиромајот и му рекол: "Абре, човече Божи, заошто толку ме кудиш по светот ти мене, оти не сум ти работел јас за да се обогатиш ти, кога не знаеш да не збудиш кутурица, но ти е срамота? Ај, појди во оној град, ближнио, и тамо ќе ме најдиш мене кај ти работам во една шуплива цреша и веднаш да се обогатиш. Чунки, јас тамо за тебе работам. Арно ми ти треба малку да поработиш за да спечелиш", му рекол късметот. Од кога се разбудил сиромајот од сонот, се зачудил на сонот што го видел. Думал, шестал, дали да одит во градот да го бара късметот во шупливата цреша, дали да не одит. "Ај ќе одам", рекол, да видам дали е вистина сонов што го видов. Ако е вистина, белки ќе ми се разработит късметот. А пак ако е лага, 2 дни ќе изгубам што ќе појдем и ќе си дојдем. Утрото рано беше си стегнал опинците и беше пошел во ближниот град да го бара късметот. Пошел во градот и без да седне да се почини, тргнал сопрво низ мало за да го бара късметот. Барал по сите мала, нигде не го нашол. Тргнал по чаршија да барал низ чаршија и не го нашол. На мракот тргнал наан да си оди и врвејќи поминал покрај една бакалница. Видел пред вратата од бакалницата на цреша падната. Се наведнал човекот и си ја зел. "Остој бре човече", му свикал бакалот, "тоа што го најде, камо да го видам што е?" "Море, ништо не ед бре, брате", му рекол човекот. "Море, како ништо не ед бре? Ја дај да го видам", му рекол бакалот. "Устрамен ќе бидиш." На тие тешки збори од бакалот не можеше да се исти од срам што му дошло, а ми отворил раката му ја покажал црешата. "Еве бре, брате, што најдов, една цреша изврлена, зар тебе ти се сторил ти некој алтан најдов?" му рекол. Го познал бакалот од тие јабанџи и сиромав човек, чунки за една шуплива цреша се наведил да ја земит. Го внесол во дуќан и го испрашал од каде е и што дошол во тој град. Сопрво човекот не ќел да му каже правината, арно, ама од кога го проколнал за челат, му кажал право за како го кудел късметот и како на сон му дошол и како му рекол. "Деди шуте, да до овде да се избудалиш и по сон да се излажиш, да тепаш пат од твојот град до овде за да го бараш късметот во една шуплива цреша падната пред вратата моја? Не биди будала, пријателе, да се веруваш на сон. Еве, и јас многу пати на сон кај ми се кажува едно азно во твојот град, во една куќа залепена до една чешма со 3 шепурти. Во огништето од куќата што ти ја кажувам, имало ѓоено азно. Сега, зар јас да го поверувам сонот и да станам, да појдам во градот твој и да ми појдам кај домаќинот од куќата, да го молам да ми дај тизин да му копам во огништето за да барам азно. Сопрво јас не верувам, пријателе, да имат такваа куќа и такваа чешма, и на поеќе јас сон не верувам. Да и ти, бре, пријателе, требало да се пресапиш уште кога си го видел сонот, да не го веруваш да ти биде късметот во една шуплива цреша во овој град. Късметот твој и мојот во работа, да си работиме и да си спечалиме по 5 пари за да си прераниме и друго ништо. Ете, тој ти е късметот, пријателе", му рекол бакалот. Се стопил од страм сиромашкиот човек од збороите што му и велел богатиот, се црвил, се топил и на одење вратата не могел да ја најде за да си оди, но толку што се усрамил. Беше излегол од вратата надвор, од срамни седи со здравје не беше му рекол на бакалот. Трештил да бега и да се изборува сам со себе. Пуста глава моја, беше си рекол сам со себе. Што се излагав со тој ѓаволски сон,
за да појдам во тој град, ти ќе да го барам късметот, барем како што му се рекло на бакалот, заазно да барат во мојата куќа во огништето, ништо друго не ете. Ама барем прилегаше да кажам, барем не ќе се устраме во шупливата цреша што е најдов. Не и се, мене ме пери сега бегање дома, дури не расчуле поецина и да ми се смеат, оти светот работа своја ја остаат и туѓата ја гледаат. Си зел очите в раце и уште ноќта беше си отишол дома. Пак ватил да го кудит късметот по светот, кај ќе појдел и со кого ќе се ставил, се ќе му велел: море, ако мене да ми работеше късметот, не ќе бев сиромав, туку која не ми работи, пустио късмет. Сакам, неќам сиромав ќе бидам. И голема мака му било на късметот, оти да не се сеќал сиромашкиот, за да си најди късметот што му беше се кажал во шупливата цреша. Една ноќ беше му се јавил късметот и беше му рекол пак да си барат късметот во шупливата цреша. Откога се разбудил утрото, му текнало за соно што го видел. Ај, Анасен, си ревел сам со себе. Каква работа ќе биде това што ми се јавува 2 пати на сон късметот? Да го барам късметот во црешава? Сега ја врли уште тамо кога бев кај бакалот? Кај да ја го барам сега, кај да го пустам? Шуана, да не нешто етна вистина што велеше бакалот, оти видел сон заазно да имат во огништето мое. Чунки, според тој, како што ја кажуваше куќата до чешмата, треба да е моја. Ја чекај да го искупам огништето и да не е жената ми тука. На часот беше зел казмата и го искупал огништето, што да видит брата, цел казан алтани. На, еве, вистина беше ми бил късметот во шупливата цреша, беше рекол сиромајот и се обогатил едно чудо. Една друга спроти горнава. Еден сиромав човек се едно го колнал и го карал късметот неговот и не му работел да се обогатит. Му се здодеало на късметот дека го карал и му дошол на соно, та му рекол да појде во некој друг град и тамо ќе го најди късметот во една шуплива цреша. Така видувајќи тоа на соно сиромајо, станал едно утро и отишол во едно градче близу до градот негов. Шетајќи низ чаршијата видел една бакалница и пред неа една шуплива цреша врлена на земи и се наведал да ја зел. Видувајќи го бакало, го викнал в дуќан да го праша што најде. Ја вамо бре пријателе, му рекол бакало, што најде пред дуќанот? Кој чул тие збори и сиромајо, беше се устрамил за да се отстрами, му кажал зошто дошол во тој град. Ту бре гиди, му рекол бакало. По соно и си кинесал да одиш по градоите да го бараш късмето во една цреша шуплива и да се страмиш. Мене ми иди на сон и ми се кажува едно азно во едно огниште што било во една куќа, спроти една вурна и до една чешма, што имало до куќата на десната страна, и пак не одам да го барам, а пак ти си кинесал да бараш цреши шупливи. Еве цреша шуплива, ја најде и наместо късмето да го најдиш, го најде не късмето, немек го најде страмот што се страмиш од мене. Стани ми пријателе и ој ми си од кај што си дошол и работи си, да што ти е късмето ќе ти дојди дома. Од кој слушнал тие збори и сиромајо, се устрамил и си отишол дома. Седејќи си сиромајо до огниште, му дојде наумо за соно од бакало што му се кажувало азно во едно огниште на една куќа, што била спроти една вурна и до една чешма. Ишуана, си рекол со уму сиромајо. Спроти, као што ми кажуваше бакало за соно, куќава моја е спроти вурна и до чешма. Ја чекај да ја подкренам плочава што е во огништево и така не е тука жената ми, да не нешто овде е азното што го сонувал бакалот. Станал и ја откорнал плочата од огниште. Кога гледа, еден казан алтани. И тој поверувал на својот сон, оти късмето му бил во една шуплива цреша. Со себе по на шупливата цреша си го најде късмето и се обогати од најпрвиот богат што бил во градот. Која дава Господ не праша, а која зема, па не прашат.